Да не ја пропуштиме шансата за Европската Унија и да се обединиме околу најважното прашање. Лидерот на СДСМ со овие зборови подаде рака за соработка со власта. Уставните измени се прашање кое треба да биде плод на консензус, смета Филипче, и директно се обрати до премиерот Мицкоски да ја споделат одговорноста. Македонија не смее да остане изолирана затоа што ризикува да се доведе во поголема неизвестност, во полоша економска состојба и со иселена младина, сметаат социјалдемократите. Ке седиме заедно на маса сите политички чинители, затоа што е тоа единствениот пат за напредок на земјата. Не постои ризик по ниту една идентитетска одредница. Апелирам да му каже на претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта дека ќе го направиме следниот чекор, дека ќе ги направиме уставните измени. Во партиските табори во изминатиот период, темата за евроинтеграцијата на земјата, уставните измени и реформската агенда се жежок костен. Обвинување и контраобвинувања, постигнувања и блокади. Овие прашања се дел од наративот на партиите. Од власта се на став дека Македонија напредува и европските институции го нотираат тоа. Премиерот Мицкоски е дециден дека земјата доби најмногу пари од Европската Унија во рамки на планот за раст на Западниот Балкан. Во СДСМ пак велат дека владата се фали со пари, кои ги добиваат сите кандидати на Балканот освен Србија, но не кажува колку пари загубивме. Очекувам оваа позиција да ја потврдиме и сега после јунскиот извештај и овие 31 милион кои што се директна буџетска поддршка на крајот од годината да се приближиме до бројката 100. И затоа имам лоша вест за овие глодари кои што се би дале оваа влада да не успее, Македонија да не успее, ќе мора да ги гледате успесите на владата уште долго време, а наскоро и само пред малите екрани, бидејќи ќе бидете политичко минато. Македонија има рок до јуни да ги исполни реформите поврзани со планот за раст на Европската Унија, за да обезбеди пристап до финансиски средства. Фокусот е на ресори како правосудството, енергетиката, образованието и јавната администрација, но клучниот услов е отворање на уставот и внесување на малцинствата. Без тоа нема продолжување на патот кон ЕУ.